Драги мои скопјанки, почитувани скопјани, почитуван председателе на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван заменик председател на владата, господин Николовски, почитуван градоначалник на општина Карпош, председателка на Советот на град Скопје, заменик министер за администрација, почитувани представници на медиумите. Градот Скопје од вчера всушност и официјално започнува да работи на реализација на она што многумина што ја познаваат материјата велат дека е најкомплексниот сообраќаен проект во државата. Проект вреден 16 милиони евра, обезбедени од буџетот на градот Скопје, со кој што всушност го решаваме хаосот кој што овдека долги децении постои, а тоа е работење на петлјата на Момин поток. Станува збор за изработка на кружен тек некаде кај Хубо маркет кај Тојота, 6 коловозни ленти, потоа продолжуваат од тој кружен тек, 4 од нив се дигаат на 9 метри и влегуваат во ридот овдека под касарната каде што се изведува вториот кружен тек, со што всушност ќе оневозможиме или ќе можеме да имаме непречено движење на сообраќајот без застој, без семафори. Станува збор за една точка на која што дневно по броењето што го имаме во градот Скопје имаме преку 25 до 30.000 возила, со кои што знаат скопјани какви гужви овдека се создаваат. Кога разговаравме во кампањата во 2017 кажавме дека работиме по план. Токму на овој потек е можеби највидлива стратегијата на развојот на градот Скопје, затоа што се сеќавате лани ја проширивме пластичарска, годинава го пуштивме булеварот Никола Карев, еве го сега продолжението. Минатата година ја реконструиравме 8 септември која што влегува во Хубо маркет и сега ја затвараме целината на оваа делница од нашиот град. Инвестирањето во инфраструктурата во овој дел од градот е императив, токму заради тоа што мислиме дека со развојот на инфраструктурата добиваме рамномерен развој на градот, меѓутоа развивајќи оваа инфраструктура го намалуваме притисокот за урбано живење од другата страна на градот, со што би спречиле урбанистичка девастација. Градот Скопје нема опција освен стратешки да се развива. Градот Скопје нема опција освен да не престане да се развива. Токму заради тоа очекувам дека граѓаните ќе имаат разбирање, бидејќи овој потек заради сопствената комплексност ќе се изведува во наредните 2 до 2,5 години, ќе се потрудиме најмалку што е можно да пречиме на движењето на нашите граѓани, меѓутоа после неговото завршување ќе го имаме всушност најсовременото сообраќајно решение што постои и што е изградено во нашиот град од 1965 година нааму. Нека ни е со среќа, нека е заедно, нека е заубаво, продолжуваме понатаму. Благодарам.